56 годишен битолчанец, а не терористичка организација, стои за заканите за ликвидација упатени кон републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески, шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал Вилма Русковска, но и кон една амбасада. Осомничениот Стефче Зика утрово е приведен од битолската полиција, која извршила претрес во неговиот дом и домот на неговата мајка, каде се запленети мобилен телефон и лаптоп компјутер. Против него е поднесена кривична пријава за загрозување на сигурноста, за која е предвидена затворска казна од 3 месеци до 3 години. Истрагата потврди дека тој ги испратил трите писма, иако навел лажни имиња како испраќачи, а ги испратил од поштите во Битола и Прилеп, што е потврдено од безбедносните камери во филијалите. Серијата со испраќање на заканувачки писма Зика ја почнал на 11 декември, кога од поштата во Прилеп го испратил писмото со заканувачка содржина до амбасадата. На 20 и 22 декември од истата пошта ги испратил писмата до обвинителката Русковска, а на 17 јануари и до обвинителот Јовески. При претресите одземени се материјали на кои што нели има ракопис на лицето, споредени се со писмата кои што се испраќани и откако утврдено дека се поклопуваат, тоа е подкрепено нели во кривичната пријава. Лицето СЗ од Битола е приведено и сите нели дејанија се подкрепени во кривичната пријава. Така што апсолутно не станува збор за некаква терористичка организација. Во писмото испратено од републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески, Зика бараше да се запре постапката против двајцата новинари на ТВ Алфа, Горан Момировски и Драган Милосављевиќ. Новинарите Горан Момировски и Драган Милосављевиќ да бидат ослободени, бидејќи се новинари кои се со највисоки еминентни заслуги и имаат астрономска поддршка на секаде низ државата, кои се борат и ќе ги бранат до последна капка крв, бидејќи го представуваат и се гласот на македонскиот народ. Љубомир Јовески, ослободете ги еднаш, ослободете ги од сите обвиненија, бидејќи се невини за какво било злосторство, или Љубомир Јовески, ќе те убиеме многу брзо. Од обвинителката Вилма Русковска, пак исто така заканувајќи се со ликвидација, бараше да ги гони екс-премиерот Зоран Заев и неговиот брат Вице Заев, а рокот дека ќе биде убиена веќе беше истечен. Заедничко е за двете писма што беа напишани на македонски и на англиски јазик. За новинарите Момировски и Милосављевиќ до обвинителството беше поднесена кривична пријава од Агенцијата за разузнавање во врска со наводи за безбедносни и разузнавачки структури изнесени во емисијата "Заспи ако можеш", емитувана на телевизија Алфа. Тие во ноември минатата година беа повикани и да дадат исказ во обвинителството, а во декември предметот беше запрен, бидејќи надлежниот обвинител сметал дека нема место за јавно обвинителско постапување.